се селиме кај нашиот колега Дејан Андоновиќ, кој што, како што веќе сте навикнати да го гледате, ги анализира случувањата во Европа и во светот. Дејан, добро утро. Добро утро, Владко. Она што е актуелно се односите на истокот и западот, односно на САД и на Русија. Навални е оној кој што е во моментов можеби главна, не знам дали е главната тема, би рекол дека е главната тема помеѓу овие две држави? Па денеска не е главна тема, доколку не постоеше пандемијата, светот сигурно ќе беше загрижен од она што се случуваше изминатиот период, а под недоминација, нели, а доминантна беше пандемијата за загрозеноста на човечкиот живот. Но она што беше вистински сериозно и опасно е истекувањето на нуклеарниот договор за стратешкото нуклеарно оружје меѓу САД и Русија, кој истекуваше утре и кој се закануваше доколку не биде потпишан од двете страни да внесе вистинска анархија меѓу нуклеарните сили, кои од утре би можеле без никаков проблем кога и каде и колку сакаат да распоредуваат нуклеарни боеви глави. Имено старт програмата која е постигната во 1987 година за ограничување на разместувањето на стратешкото нуклеарно вооружување меѓу САД и Русија, утре истекуваше и поради претходната администрација на Доналд Трамп, кој одбиваше да го потпише овој договор, новата администрација на Бајден се чини се покажа многу поразумна и тие и заедно со Русија го потпишаа договорот кој од утре и официјално е продолжување на уште 5 години, а светот може малку да здивне барем од нуклеарната закана. Што сакам да кажам со целата оваа приказна? Сакам да кажам дека претходната администрација на Доналд Трамп одбиваше да го потпише старт договорот под образложение дека во него не е вметната Кина, која 1987 година, кога беше постигнат овој договор, не беше нуклеарна сила, во меѓувреме таа стана нуклеарна сила, па Трамп инсистираше во овој договор да влезе и Кина. Од друга страна, Пекинг одбиваше да влезе во овој договор, па оттаму Русија беше осамена во своите заложби и желби да се потпише ограничувањето на распоредувањето на нуклеарното оружје. Сега Бајден се покажа малку по миротворно ориентиран, односно големите суперсили покажа дека и покрај тензиите меѓу нив и своите глобални геостратешки интереси сепак се доста разумни и сепак се свесни што би значило доколку од утре договорот беше истечен и ќе се создадеше своевидна анархија за тоа каде ќе се распоредуваат нуклеарните боеви глави. Ќе потсетам, не се само САД и Русија нуклеарни сили во светот, тука се и Франција и Британија, кои исто така се влезени во овој договор, но тука и Кина, и Индија, и Пакистан, па оттаму не знаеме, а дури Северна Кореја нели има обвинување Иран, па не знаеме што ќе се случеше доколку утре истечеше договорот, не беше потпишан и Иран и Северна Кореја, на пример, би имале на некој начин слобода да ги стават своите нуклеарни боеви глави. Значи светот малку куртули што се однесува до нуклеарната криза, која повторно ќе кажам се закануваше да влезе во онаа студена војна која ние по старите нели се сеќаваме како изгледаше до 90-тите години на минатиот век. Она што ти самиот го кажа околу Навални сепак останува голема пречка во односите меѓу Москва и Вашингтон. Нуклеарната криза ја куртулија бидејќи и двете страни имаат интерес да не дојде до некаква нуклеарна закана, но ова со Навални останува. САД се обидуваат преку Конгресот да донесат пакет мерки за санкции кон Русија поради гушењето на човековите права и бруталното апсење на приврзаниците на Навални кои минатата недела протестира и кој и самиот Навални кој вчера и официјално е во затвор со затворска казна поради кршењето на условната. Исто така големи се тензиите меѓу овие две држави околу Северен поток 2. Имено Русија сака енергетски да се врже директно со Германија и така да ја заобиколи Украина преку Северното море. Од друга страна, САД и сојузниците сметаат дека Северен поток 2 е сериозен удар на интересите на западните држави, освен Германија се разбира. Многу пати Вашингтон ја укоруваше Германија и Ангела Меркел, канцеларката, да не го потпишува овој договор, меѓутоа таа засега
и одбива овие барања и себично би рекол сака Германија да добива побрз и поевтин газ. Значи тоа се неколку пречки во нивните меѓусебни односи. Ќе видиме што ќе се случува, но ова со Навални веројатно ќе доминира во наредниот период, бидејќи според последните информации приврзаниците на Навални се планираат да направат нови протести. Видовме како изгледа, тоа има поддршка. Од друга страна Москва ги обвини Соединетите Американски држави дека нивната амбасада во Москва стои зад организирање на протестите, па оттаму освен нуклеарното куртулење од нуклеарната закана меѓу овие две држави, у иднина ќе гледаме уште многу конфронтации и надмудрување за тоа кој е поголем како сила во светот. Така, тука си ти за да анализираш и констатираш случувањата. Дејан Андоновиќ, благодарам уште еднаш.